Имаме токму 10 минути малце да видиме што е она што се случува по светскиве меридијани. Дејан Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Од каде ќе започнеме? Далечна Азија, далечен исток, запад, север? Дали да одиме географски по ред или да одиме по важност? Што е она што вчера го одбележа сепак по важност? Ми се чини дека главна вест на светските тикери, иако кратко траеше, не знам од кои причини, е оној инцидент кој се случи вчера во Јужното Кинеско море. Морам да го кажам дека е судир на две армии, за среќа не е вооружен, но е со употреба на водени топови. Имено, да. Ова е прв пат слушам дека две армии се гаѓаат со водени топови. Токму така. И што е и подобра варијанта како оној пейнтбол, нели, како што го играат. Значи, зашто се работи? Во Јужното Кинеско море има големи тензии, таму се случува присуство на кинеската воена морнарица, во исто време и седмата флота, ми се чини, на Соединетите Американски држави е таму. Филипинската морнарица како дел од сојузниците на Соединетите Американски држави, нејзините специјалци успеа да освојат еден од атолите кои се наоѓаат во Јужното Кинеско море, каде што се претпоставува дека и геостратешки пристап кон Филипините и Тајван, но и дека има газ и нафта на дното на морето. Тие го освоија тој атол, меѓутоа кинеската морнарица го блокираше атолот и ги пресече линиите за снабдување на тие трупи кои се таму на атолот. Па откако се обидоа тие бродови дели да деблокираат таа блокада, кинеската морнарица превентивно наместо да пука со топови врз филипинските специјалци ги гаѓаше со водени топови и така ги растера бродовите кои се за снабдување, па филипинските специјалци ми се чини од Савајлево, последната информација е дека сепак се повлекле од атолот, бидејќи немаат ниту храна, ниту муниција, ниту оружје. Додека филипинскиот председател ја укори Кина и се повика и ги исплаши дека ќе бара помош од Соединетите Американски држави поради овој инцидент. Да, очигледно дека малку па големи сили ќе се повикаат. Само сакам да кажам во интерес на целиот разговор, јапонската влада усвои рекорден буџет за намена за својата армија, односно морнарица. Тој е прв буџет по Втората светска војна. Ќе потсетам, Јапонија како губитничка страна во Втората светска војна не смееше да го развива оружјето, да има поголем буџет за својата армија и да има поголема армија. Меѓутоа со овие тензии и со тоа што е се поизвестно, а тоа е анексијата на Тајван од страна на Кина, каде што... Зашто тоа цело време инсистираш дека е се поизвестно? Дејан, бидејќи гледам дека како и да се навратиме на таа тема, ти тврдиш дека кинезите ќе го завземат. Па политиката на Пекинг е интеграција на сите кинески територии, зашто Соединетите Американски... Добро, таа политика е 100 години стара. Зошто е сега дојде до време? Сега е актуелна, бидејќи според заклучоците од 4-дневната средба на комунистичката партија на Кина беше повторено барањето до лидерот Си Џинпинг да ја продолжи таа стратегија долговечна, тоа е остана уште Тајван за да биде комплет, цело е кога имаш се, значи Кина да биде комплетно интегрирана. Дури и западните медиуми, дури и самиот Вашингтон е свесен дека Кина ќе го интегрира Тајван, но ми се чини дека Бајденовата администрација не знае како да се справи пред своите тајвански, да кажеме, партнери, како да им објасни дека ќе мораат да влезат во Кина, бидејќи конечно нема Соединетите Американски држави да заратат со Кина заради Тајван. Да завојуваат, се извинувам, а Кина очигледно не се откажува од целата работа. Дали тоа ќе биде некоја друга форма на интеграција, тоа останува да видиме. Но кинезите се не сум сигурен дека американците се баш во таа фаза да дигнат рација од Тајван. Не, тие не дигаат рација од Тајван, но имаат договор со кинезите од минатото дека нема да се мешаат во внатрешните работи на Кина, а Тајван е влезен во внатрешните работи на Кина. Кина може да прогласи се и се што за внатрешни работи, а со очигледно има другото и морињата околу Кина. Очигледно има некаков договор кој ние не го знаеме во јавноста, вело. Ти мислиш дека натаму се движат работите, дека се надзира некаков зад кулисите договор околу Тајван? Па лошо е да прогнозира човек, но ја мислам дека многу брзо Тајван ќе мора да некаков договор со Пекинг да направи и да влезе во некако во неговите граници. Во која насока тоа ќе видиме? Видовме како испадна Хонконг. Да, ма Хонконг е сосема друга. Не, сакам да кажам дека Хонконг има и друга историја, Хонконг има друг капацитет, Хонконг има друга... И Хонконг не е завршена работа, конечно. И таму имаат уште
таму ќе трае тоа како што ќе трае. Јас не инсистирам сашто за волја на вистината, но она што го гледам како се движат работите, кинезите се прилично настојчиви и тој проект што побрзо да го завршат. А како се движат работите на полско-белоруската граница? Па таму продолжува хаосот, обидот на мигрантите да влезат во Полска, бидејќи ако влезат во една од земјите членки на Европската унија, потоа полесно ќе може да се движат низ границите на Европската унија. Варшава и нејзиниот председател денеска кај нас да потсетам, Варшава се обидува да ги блокира тој упад, ја обвинува Белорусија, обвинува Русија, но ја обвинува и Европската унија, бидејќи смета дека Европската унија не дава толков голема помош за Полска каква што очекува, бидејќи да потсетам, Полска ги брани границите на Европската унија од мигрантите. Од друга страна, рускиот председател Владимир Путин се вмеша во целата оваа карам каша. Се разбира. Конечно ги откри картите, го повика Лукашенко да преговара со Европската унија, што се смета за еден од успесите. Јас повторно ќе кажам, Лукашенко не е признаен од Европската унија дека победил, а сега треба да седнат и да разговараат. Таму Лукашенко и некакви автобуси паркираше за да ги враќа. Да. Помеѓу време се случија, ако не се лажам, дури 2 телефонски разговори помеѓу Меркел и Лукашенко. Кој знае колку има телефонски разговори? Не знаеме што е на пониско ниво. Меѓу Берлин и Москва. Некои од мигрантите посакали да се вратат сега. Од друга страна, не се даде дозвола за гасниот тек, што е сепак најголемата политика. И случајно е во прекин гасот за Источна Европа, за неколку земји од Источна Европа, бидејќи Белорусија одлучила дека баш сега треба тоа да се сервисира тој гасовод. Не е прв пат да кажуваме дека практично на европскиот континент борбата помеѓу истокот и останатиот дел од континентот, значи пред се мислам на Русија, но и во времињата кога не беше само Русија, кога беше Советскиот сојуз, секогаш била една трговија помеѓу, како да кажем, помеѓу безбедност и енергија. Бидејќи Русија е една од земјите, дури вака распадната, особено кога беше Советски сојуз, апсолутен рекордер по резерви на клучни енергетски капацитети и воопшто субстанци. И секогаш таа позиција на Русија била спротивставена на позицијата на развиениот Запад, технолошки, воено и така натаму. И таа релација се промени од како Русија почна се обидува да развива поинтензивни односи со Кина. Меѓутоа, не треба да се заборави дека триењата помеѓу Русија и Кина, тоа е многу долга, неколку илјади километри граница, од која што на кинеската страна има огромен број на население, од руската страна е празно. И е само прашање време, а баш кај што тоа население таму на руско-кинеската граница и со верски припадности кои што на православна ортодоксна Русија веројатно би представиле проблем за некакви интеграции и така натаму. Така што тоа се овие игри и ние ги гледаме разните епизоди. Некој што тоа Лукашенко кој што бара легитимирање на својата Лукашенко е обично главната улога. Украина исто така предмет. Околу Украина е проблемот. Најде од почеток бидејќи имаме време за промена обично. Уште 2-3 минути. Она што е интересно е дека релацијата помеѓу Берлин и Москва, односно личните односи помеѓу Меркел и Путин, ја правеа на некој начин Европа подостоинствено помалку зависна од рускиот газ. Со заменувањето на Меркел, веројатно тој однос ќе се смени. Кога си зависен од некого, тогаш се осеќаш и понижен. Европската унија или Европа, целиот континент, е зависна од руската нафта и рускиот газ. Оттаму и овие најави дека ќе имаме рестрикции, ќе има недостиг. Само да дефинираме, таа зависност е двострана, бидејќи од друга страна и продажбата на гасот и нафтата од Русија е зависен од тоа како Европа плаќа. Рече самиот Путин дека и они губат со се тоа. Значи сите губат во таа игра ако нема. Се чини дека Меркел и Берлин, односно Берлин под водство на Меркел, многу добро знаеше како пријателскиот однос со Путин да го направи, за да нема поголеми последици ниту продажбата на гасот, ниту пак енергетски да бидеме оставени од... Во историјата заминува еден политичар, како што е Меркел. Ке видиме како новиот канцелар. Чисто принцип беше секогаш и не само во односите кон истокот, туку и во самата Европска унија, консензус, договор, преговор, консензус, договор, преговор, до, што се вика, до исцрпување. Го знаеме ние тоа, само што нас не исцрпија. Да, добро, ние сме исцрпени. Но
секогаш избегнување конфронтација, секогаш избегнување конфликт, подавање раци, дури и кога тоа делува непринципијално, кога делува како претерување, попуштање и така натаму. И да заокружиме разговорот Меркел. Ќе видиме како тоа сега ќе се развие од кога Меркел му се јави на Лукашенко, конечно. Да, заврши со целиот разговор. нема Меркел не пати од тие Да, како кажам символични потези кои кому ќе му се јави ако треба да се реши некој проблем. И тоа е затоа сум сигурен дека Меркел во историјата влегува како славна личност, а не Лукашенко не знам ни како ќе заврши, а не па како ќе влезе во Па историјата. Лукашенко во секој случај, она што е сега најважно е тие мигранти, она што го пропуштив во целиот разговор е дека многу од мигрантите кои дојдоа во Белорусија сега посакале да се вратат во матичните земји пред се во Ирак, што ја подкрепи онаа теза на обвинување дека белоруските компании буквално на сила ги носеле луѓе од таму за да ги да направат притисок, што се покажа дека уште една од операциите, дали на Минск и Москва, дали само на Минск, дали на некои структури, тоа не знам. Ми се чини дека таму ќе опадне притисокот, но ќе се зголеми притисокот во Украина. Од утринава има вести дека 90.000 војници на руско-украинската граница се голема грижа за Киев и за Блинкен, шефот на американскиот Стейт Тоа се департмент. огромни војни капацитети, но добро, ќе Дали ќе нешто да попушти- анализираме и од понеделник ден. Па ја мислам дека во светот ќе имаме, дали ќе имаме само време сето тоа да го кажеме.